Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Издание кој ќе биде посветено на неколку актуелни теми, поврзани пред се со сточарското производство. Она што е најактуелно деновиве е информацијата која пристигна од Албанија за појава на второ ново жариште на болеста чума кај малите преживари, односно кај овците и козите, и тоа жариште, она што ги загрижува нашите ветеринарни власти, е многу блиску веќе до границата со Македонија. Издадени се решенија за забрана, за движење, за увоз на живи животни, се преземаат превентивни мерки. Апелот на надлежните ветеринарни власти сега останува многу на свеста на сточарите. Многу е важно да се преземат превентивни мерки на секоја фарма, да се подигнат биосигурностните мерки, да не се посегнува по поевтини животни шверцувани, бидејќи само така може да си ја донесеме болеста, а ако ја донесеме болеста, тогаш ќе биде огромна катастрофа и огромна загуба за Македонија. Ако не дај Боже влезе во Македонија оваа болест, ќе бидеме регистрирани во Светската здравствена организација за животни и ќе не можеме да извезуваме јагниња. Тоа ќе биде погубно од економски аспект за нашето сточарство, додека не се исчисти државата, додека потоа процесот е маготрпен. Затоа сите апели, сите укажувања, сите мерки кои што се преземаат, се вклучени активно и ветеринарните друштва, се сега во насока како да се превентивно да се заштитиме, да не ни се префрли оваа болест на нашата територија. До сега болеста ја имаше и во соседна Грција, ја имаше и во Бугарија мало жариште, во Турција веќе ја има на големо со години, така да многу е важно за нас, бидејќи ние сме извозно ориентирани со јагнето, многу е важно да не се префрли на наша територија. Ќе ги погледнеме и советите од Агенцијата за храна и ветеринарство токму на оваа тема, а на темата сточарство ќе поразговараме и со еден млад сточар кој што сериозно навлегува во производството, инвестира во својата фарма и дури ставени како председател на едно здружение за видувањата за состојбите за сточарството од аспект на свињарството во Македонија, која што ни е гранка, која што е доста успешна од аспект на производни резултати, на состојбите како што стојат, ние веќе ги задоволуваме домашните потреби од домашно свинско месо. Во денешната емисија ќе поразговараме и за предстојната ракијада. Сите производители на раки и жестоки пијалоци ги доставија своите мостри, ние бевме на оценувањето како изгледа едно меѓународно оценување од 10 земји во земјава пристигнаа мостри за ова меѓународно такмичење за меѓународната ракијада. Доправа ќе предстои доделувањето на наградите. Сега да видиме во нашата репортажа како изгледаше тоа проценка кои раки каков квалитет имаат. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Започна пријавувањето за субвенции. Платежната агенција ги известува земјоделските стопанства дека е отворен електронскиот систем за поднесување на барања за директни плаќања во земјоделството. Крајен рок за поднесување на барањата е 31 јули 2025. Во овој период се поднесуваат барања за растително производство по обработлива земјоделска површина со поледелски и градинарски култури, за одржување на постоечки површини со овошни лозови насади, како и површини за производство на сертифициран семенски и саден материјал, како и за органско производство. Се поднесуваат субвенции за сточарското производство, за обележани грла, говеда, овци и кози, за маторици, презимени пчелни семејства, како и за заклани говеда во кланица. За мерките за растително производство за прв пат се воведува геопросторно барање, врз основа на сателитски снимки на нивите. Барателот геопросторно ги пријавува податоците за своето производство и точна просторна локација, со што е намалена можноста за грешки при аплицирањето, а воедно предметот на контрола на терен ќе биде точен при пријавената површина. Објавени се 3 нови јавни повици за финансиска поддршка на рурален развој за 2025 година. Јавниот повик број 5 е наменет за набавка на машини за разбивање на мраз, набавка на системи против замрзнување, заштитни мрежи и заштитни фолии, набавка на опрема за системи за наводнување капка по капка, конструкција на бунари и други зафати на површински води. Исто така и за опрема за воспоставување на електрични огради во пчеларник за заштита од дивеч. Повикот број 6 се однесува на приклучната земјоделска механизација, а повикот број 7 е наменет за инвестиции во опрема за производство на храна од животинско или растително потекло од мал обем, како и за инвестиции во опрема за производство на вино, алкохолни пијалоци и пиво од мал обем. За сите 3 јавни повици максималната вредност е околу 10.000 евра по корисник. Крајниот рок за доставување на барањата е 11 јули. Во просториите на Министерството за земјоделство, по претходна најава и отворен повик до сите заинтересирани чинители, во овој сектор се одржа јавна расправа за предлог Законот за земјоделство и рурален развој.
Според Министерството, остварен е конструктивен диалог со сите заинтересирани страни, како што се научната фела која ги сподели своите стручни анализи, земјоделците кои ја изнесоа реалноста од терен, откупувачите со своите предлози за подобрување на верижниот циклус. Претходно, јавно се произнесоа дел од ставовите за новините кои ги предвидува новиот закон за земјоделството, а Министерството најави дека секој предлог внимателно ќе биде разгледан пред да се направи финалната верзија која ќе се достави до собранието за гласање пред пратениците. Донесено е решение за забрана на увоз на пилешко месо од Бразил поради појавата на птичји грип. Инспекцијските контроли на храна од почетокот на годинава надминаа бројка од 12.000 само во внатрешниот промет. Како небезбедни досега се уништени околу 56 тони храна од животинско и растително потекло. За утврдените недоследности се изречени 1325 мерки, од кои 260 парични казни и други казни како времени забрани за вршење дејност, а поднесени се и прекршочни пријави, изјави првиот човек на АХВ. Од почетокот на годинава, како небезбедни вратени се 10 пратки, најголемиот дел поради увоз од забранети држави. Уништена е една пратка со храна од животинско потекло со тежина од 207 тони, а колку небезбедни се уништени околу 30 тони на храна од растително потекло. Главната тема за денешната емисија, како што најавивме, е информацијата за појавата на чума кај малите преживари, кај овците и кај козите, која што се појави на територијата во Албанија, во местноста која што е близу до границата со Дебарскиот регион со Македонија. Акцентот се става на превентивата, на спречување на шверц, алармирана и полицијата, пограничната полиција, МВР ќе контролира да не има пренос и префрлање на животни од другата страна на границата, но е забрането и движењето на живи животни и во тој регион за да не се појави болеста и да се рашири неконтролирано, бидејќи многу е значајно за Македонија да не се појави оваа болест на нашата територија. Ние сме извозно ориентирани, а ако влезе, ако се регистрираме, ако имаме жаришта во Македонија, ќе не можеме да извезуваме јагниња. Последна информација што ги загрижи сточарите беше информацијата дека во Албанија продолжува да се шири болеста чума кај мали преживари. Кои се информациите од таму, кои се препораките за нашите сточари? Болеста чума кај мали преживари за жал се појави и во Албанија. Присутна е веќе во две одгледувалишта. Едното одгледувалиште беше во близина на границата со Црна Гора, но второто одгледувалиште на кое што има вкупно околу 200 кози, е во близина на нашата граница. Тоа значи дека и ние, како Агенција за храна и ветеринарство и единствена надлежна служба која што се грижи за заштита на здравјето на животните, ги превземаме сите неопходни мерки. Претходно имаше во Грција, ако не се лажам, ако не сум грешка, или во Турција, како беше? Во Турција болеста е присутна, но на европското тло прво се јави во Романија, потоа се јави во Грција, па потоа се јави во Унгарија, сега е веќе беше присутна и во Бугарија, во едно изолирано стадо, но за жал сега се појави и во Албанија. Некако се стеснува кругот околу нас обрачот. Колку е опасна болеста, колку сериозно треба да ја сватиме работата? Најважно е да се истакне дека болеста не се пренесува на луѓе. Меѓутоа болеста се шири кај малите преживари, прво кај кози, потоа и кај овци, посебно ги напаѓа младите грла. Предизвикува големи економски штети, морбидитетот е од 90 до 100%, смртноста до 50%, но едно што е многу важно, бидејќи ние од 2019 година имаме стекнато статус земја која што е слободна од оваа болест. Од друга страна, јагнето е наш стратешки извозен производ и доколку би се појавила истата, тоа значи дека ќе го изгубиме статусот како земја слободна на оваа болест, меѓутоа ќе имаме и забрана за извоз на јагнешко месо. Значи тоа дека ќе мора да почнеме да вакцинираме, како одиме? Вакцинациите во Европа се уште не се одобрени. Европската комисија 2 пати заседаваше веќе на оваа тема, но се уште стојат на принцип дека со вакцинација се уште е рано да се започне, бидејќи станува збор за изолирани стада, односно болест која што под контрола ја стави Романија, под контрола ја стави Грција, сега е во Албанија.
кога ќе се појави болеста, се одредува зона, заштитна зона, зона под надзор, меѓутоа онаму каде што е детектирана болеста, одиме со стампинг аут метода. Кои се препораките? Превентивата секогаш е најдобра, многу значајна работа. Кои се препораките за сточарите? Кои се препораките, не знам, и до во соопштението прочитав имате препораки и до Министерството за внатрешни работи. Треба исто и они многу значајна улога да одиграат. Агенцијата за храна и ветеринарство веќе од месец август минатата година во континуитет превземаме низа безбедносни мерки. Постојано сме во контакт со сточарите, преку Сдруженијата на сточари, постојано сме во контакт со нашите ветеринарни друштва, кои што се најнеопходни за да нели заеднички го решиме овој проблем. Донесовме решение со кое што се забранува увозот на животни, меѓутоа и увозот на производи од млеко и месо. Сточарите ги повикуваме да ги зголемат биосигурносните мерки, секој сточар на својата фарма. Побаравме помош од Министерството за внатрешна контрола, се со цел да се спречи илегалниот влез и излез на животни меѓу земјите, но од друга страна да се спречи и движењето на животни, нелегално движење, односно движење кое што не е пропратено со документи. Во овој случај веќе ние имаме решение донесено со кое што се забранува увозот на животни, како и производи од животинско потекло од Албанија. Имаме донесено решение за спроведување на безбедносни мерки, кое што ги опфаќа сите општини кои што се лоцирани во пограничниот појас. Да, тука веќе ќе го забрануваме и движењето во внатрешноста на нашата држава, затоа ни е неопходно, нели, МВР. Меѓутоа, можно е да се случи да се движи животно доколку истото оди директно во кланица за колење. Сточарите исто така треба будно да ја следат состојбата на животното и секој сомнеш при појава на температура, треска, назална секреција од окото, жолтеникав секрет, намален апетит, секако дека веднаш треба да го информираат надлежниот ветеринар со ветеринарното друштво со кого имаат склучено договор. Тој ќе знае понатаму што да прави. Веќе понатаму е кругот се затвора со веднаш информирање на официјалниот ветеринар, а официјалниот ветеринар нели е наш вработен во Агенцијата за храна и ветеринарство и се превземаат сите неопходни мерки. Лабораториите имаат капацитет и со нив сме постојано во контакт, имаме експертска група која што ја следи состојбата во околните земји, состојбата на терен. Доколку имаме сомнителни мостри, истите веднаш се испраќаат на анализа за да се потврди или да се отфрли присуството на болест. Буквално го работиме овој дел веќе некаде 8 до 9 месеци. Не значи дека сме подготвени и дека веднаш ќе се справиме, но сега за сега состојбата е под контрола. Исто така имавме во месец април, одржавме и симулациона вежба. Дојдоа представници на ВОАХ, тоа е светската, на ФАО се извинувам, тоа е светска здравствена организација, која што со своите експерти ни помогна и нашата симулациона вежба беше оцената позитивно, дека можеме да се справиме во даден момент доколку се појави болеста во нашата држава. Сусема за крај, кои се вектори што ја пренесуваат болеста? Станува збор за вирус и буквално контакт помеѓу животините, понатаму транспортните средства, човекот со несоодветна облека, па и ветеринарните служби од фарма на фарма можат да ја пренесат болеста. Производител на свинско, млад производител на свинско месо. На својата фарма сериозно работи, инвестира и си ја гледа својата перспектива и иднина тука. По производните резултати, оваа гранка, овој сектор многу напредува. Малите и средни земјоделци и сточари имаат одлични резултати, големите веќе се на ранг со европските производни резултати и сето тоа добро оди, го задоволуваме домашниот пазар. Какви се погледите и видувањата за тоа каква ни е состојбата во овој сектор во сточарството? Господин Георгиевски, кога се занимавате со сточарство, од каде идејата да почнете, од каде љубовта да се работи? Не е баш лесна работа, не е својствено млад човек да сака да остане да работи земјоделство, па и на фарма уште.
цел живот, претежно, значи, ние сме сточарска фамилија, уште од предците, како на мајка ми, така и на татко ми. Ние ја продолжуваме сточарската традиција, едни од ретките, како во фамилијата, така и во државата. Фармата ни постои веќе 20 на години. Почнато е како хоби уште далечната 2002-2003 со околу 5 до 6 моторици, каде што кроз годините како се разбиваше свињарството, така и нели ситуацијата во државата, стигнавме моментално до бројка од 140 активни моторици. Што се од животни има тука на оваа фарма, од каде љубовта и до каде дојде љубовта? Љубовта доаѓа уште од малите нозе, како секое дете што неговите родители преку лето го носеа кај баба му и дедо му на село. Фармата, освен за свињи, значи настрана од фармата ги почитуваме биосигурностите мерки што се препишани од Агенцијата за храна и ветеринарство. Имаме 5 крави, имаме по некоја кокошка, имаме околу 20 на овци, држевме коњи, сега веќе не, времето не гази, бидејќи мора да се посветиш на сите, така да има од се по нешто, али главната дејност што екзистира мојата фамилија е свињарството. Колку работите на осовременување на свињарството? Колку е тоа важно да се постигнуваат добри резултати за да бидете конкурентни? Цената е немилосрдна, пазарот ја диктира цената и ако не сте во тој дел, ако не се уклопите со знаење, со стручност, со модерни технологии, може да бидете прегазени од време. Порано земјоделието беше екзистенција, сега земјоделието е бизнис, земјоделието е бројка, без бројка не правите ништо. Најнапред пред се во фармата мора да имате два услови исполнети, тоа е значи да имаат благосостојба, под благосостојба значи спаѓаат условите вентилација, ладење, да имаат простор каде да се движи, каде да легне, каде да јаде, каде да спие, и вториот дел е генетиката. Значи, генетичкиот дел мора да се репарира во секоја фарма минимум од 30 до 40% на годишно ниво, а исто така и уложувањето. Секоја година значи, имаме предизвици како од здравствениот аспект, така имаме предизвици и од аспектот на условите и благосостојбата. Тоа потедно спаѓаме, ете да објасниме на вашите гледачи дека секоја година мора да се инвестира бар 15 до 20% да може фармата да екзистира и да биде конкурентна без разлика на бројката, дали тоа би биле 50, дали 100, дали 1000, дали 30 и така натака. Ја спомнавте генетиката, некако доста се посветува внимание во последниве години. Еве тука ќе го спомним и професорот кој што многу помага во тој дел, професорот Владо Вуковиќ од Факултетот за земјоделски науки. Генетиката е и важен предуслов да имате здрави грла, да имате грла кои што се барани, како во тој дел се внима? Точно, во Македонија се присутни генетичките куќи Topix, Northwine и Дамбред. Нашата фарма работи со данската генетика. Во постојана комуникација сме со професорот, каде што имаме и стручна помош, каде што некад значи, терминалните нерези ни доаѓаат од него. Генетиката мора да се следи активно и константно ако сакате се да ви биде во ред на фармата. Се друго што се експериментира сотовно, крајот му се знае. Сега да не ги објаснувам проблемите, значи тешко прасење, лошо прасење, нема млеко, после првото, второто прасење може и мајката да не побара, па мора да оди на економско искористување, така да скапа работа е генетиката, ама мора да се биде во тек со неси, ако сакате да имате успеси. Имате производни резултати. Вие со производните резултати се доближивте до европските, ако не и подобри, на ниво на Македонија збориме, не вака поединечно. Вие сте и председател на мали и средни фарми, такво едно здружение. Како и се кај вас резултатите? Големите фарми, да речеме, се по-професионално ориентирани со повеќе екипи стручни. Искрено да ви кажам, премногу сум задоволен последните 3-4 години, како од мојата фарма, така и од други 10 до 15 фарми во здружението, каде што веќе
стигнуваме да имаме одбиени прасиња по мајка 14,5 до 15 прасиња, што тоа не е македонски просек, тоа е европски просек. Мислам дека може да ни позавидат многу колеги како од соседните држави, така и од Европа. И на самата профитабилност многу влијае понатаму. Многу. Секој прасе пус е паричка пус. Како здружение, како функционирате, кој сегмент го зафаќате, како имате соработка со властите, како се слуша вашиот глас и несвојствено е вака да изберат млад да ги води едно такво важно здружение. Здруженијето веќе постои, ова година ни е веќе 6-та година од нашето постоење, уште од првиот ден сум председател. Имам неизмерна и огромна поддршка од моите членови. Здруженијето е поделено со целиот сталеж од председател, подпредседател, имаме делегати во секој град за секоја намена, за секое побарување, секој член го има правото да го слушне како делегатот, така и од председателот, што ќе се случува на тие состаноци, што ќе биде побарувано. Здруженијето ни расте, имаме од прилика 50 членови, каде што само како здружение покриваме 40 до 45% од вкупното производство на свинско месо во Република Македонија. Да. Во глобала добар правец имаме, како здружение до сега имаме издействувано на многу работи, од кои едната тоа е наш предлог лично да се покачи субвенцијата на моторица, што оваа година владата, министерството, министерот, тимот негов ни ја исполни и со тоа ќе се видат резултатите во многу скоро време, каде што субвенцијата на моторицата, вие сте сведок како новинари телевизија, беше побарувано 4, 5, 6 години, уште кога не бевме како здружение го имавме истото барање. Дојдовме до степен што оваа година имаме историско покачување на субвенцијата на моториците од 1000 денари до 4000 денари. Сега колку изнесува, како беше, колку е сега? Сега е 4000 денари, а беше 1000 денари. Мизерно. Голема разлика. Бројките што покажуваат? Дали Македонија со производството на свинско го задоволува домашниот пазар? Дали имаме раст? Како, преку бројки да доловиме на кое ниво сме? Пазарот за свежо месо го задоволуваме 95, па може и 100% во одредени делови од годината, дури имаме и 130-150%, тоа е февруар, март, април. Така е, од страна на преработката некои си 15 до 20%, што веќе имаме некој патока, сакаме наредните 5 до 7 години да стигнеме 35 до 40%. Вие знаете дека земјоделието од еден ден не бива да го направиш. Па и во сточарството бројките. Точно. Една мала компарација, ќе се вратам на темата. За производство на еден товеник ви се потребни 10 месеци. 3 месеци, 3 недели и 3 дена моторицата е гравидна и товеникот кој ќе го истовите уште 5 месеци, нека 6, 9 до 10 месеци е производство на еден гоеник од 100 кила до 110 кила. Бројките генерално до кој ниво сме дојдени? Колку имаме како држава? За производство на товеници, годинава веќе стигнаме до 270.000, се надевам дека наредната што ни доаѓа, ако немаме афричка свинска чума, ако немаме и друга патологија на поголемите и средните фарми, би требало да надминеме и 300.000 товеници, што е многу голем успех. Во времето на Југославија државата произведуваше некои бројки што ги имам како неофицијални од Државниот завод за статистика, се околу 150 до 170, а веќе имаме многу поголемо производство. Како гледаш генерално на новите политики со најави за драстично зголемување на субвенциите, да се привлечат младите да останат? Голем проблем ли е тоа што младите ни бегаат и како да се најде рецептот младите да останат во производство? Многу голем проблем, младиот свет ја движи економијата, тој што треба да јаде, тој што треба да ствара, тој што треба да троши, ние го неаме.
Тука би се надоврзал дека тоа се е индивидуално. Тие што сме останати на нашите родни огништа, 90% се со фамилиарна традиција, тоа што го продолжиле дали земјоделието, сточарството, раноградинарството, сеопфатно во земјоделието. Од мене како човек, исто така како индивидуа, председател на здружение, потекот е за поздрав. До сега тие пари не се видени кај нас во државата, така да имаат потполна поддршка. Како ќе се одвива таа работа, колку ќе се примамат, времето ќе покаже. Минути предвидени за блокот стручни совети, а во нив акцент ставаме на превентивата. Тука се лозарството, градинарството, се што треба да знаете, па дури битката со плевелите кај пченката, се што треба да знаете за да имате успешна година. Во Кавадарци се одржува третата меѓународна ракијада. По тој повед се одржува и меѓународното оценување на раки и жестоки пијалоци. Ние присуствувавме, од 10 земји беа тука пристигнати мостри, меѓународна висококвалитетна комисија од експерти ги оценуваше ракиите. Ги прашавме што е тоа, како се оценуваат, по кои карактеристики се гледа на ракија дали е добра и какви укажувања им кажуваат на тие што ќе им најдат одредени забелешки, па понатаму како да си ги коригираат во своето производство. Сето тоа во насока на промоција на македонската жолта ракија и во Македонија, но и надвор како извозен бренд. Има голем ден пред вас, овие 2 дена уствари ќе имате голема задача да направите оценување. Колку мостри пристигна, како тече до сега целата организација на оваа работа? Да, еве сведоците денеска почнуваме со оценувањето. Ова е веќе трета меѓународна тиквашка ракијада во оценување. Има пристигнато мостри од 10 земји. До сега се негде околу 230 мостри пристигнати, така да очекуваме до овие 2 или 3 дена, зависи комисијата како ќе пристигне, да ги оценат сите тие, а инаку завршната свечност ќе биде на 21.6. А денеска почнуваме со оценување, така да се е припремено. Комисијата е меѓународна, 9-члена комисија, кој што наскочи ги зазне своите места и соодветно критериумите ќе започне со оценувањето. Мострите се припремени по категории, се средени, така да почнува со оценување прво на белите раки, они понеутрални, па натаму по категории лозови, обојни, млади до 3 години, над 3 години и другите категории. Што имаат задача комисијата? Како ќе се вадили просек од сите нив? Што ќе оценуваат? Кои карактеристики ќе се земаат во предвид за една ракија да се каже дека е добра, да добие некакво признање? Добро, имат тие соодветни критериуми кои што не се измислили од нас, што се стандардни критериуми, кај што се оценува прво бистрина, се оценува типичност на ракијата, мирис на ракијата, хармоничност, aftertaste, може викат после вкус, колку трае таа хармонија, така да за секој тој органолептички и сензорен параметар има соодветна оценка. И да речеме едно за бистрина може 7, 8, 9, 10 поена, за хармоничност, за типичност, за мирис, за боја. Секоја комисија има оценувачко личне кој што ги пишува карактеристиките, односно оцените за соодветниот пример. После тоа сите листови од комисијата се собираат, се внесуваат во компјутер и се вади просек. И затоа да речеме сега опсегот примера кој за златен медал од 90 до 95, може да биде 91,25, 91,35, 91,75, така да сето тоа во категорија пример за квалитет златен медал, меѓутоа некој нели пошто се работи со децимали мора да биде и прв на крајот, така да има соодветни критериуми. Претходно комисијата се калибрира, да речеме се уедначува на неколку примероци на ракија, кај што заземаат исти став дека со овие карактеристики одиме со таа оценка со боја, со типично, со хармоничност, претходно се вршат соодветна калибрација да се усогласат сите и после почнуваат. Инаку мора да кажеме дека тоа се меѓународни оценувачи, сертифицирани европски оценувачи кои што си имаат со искуство, така да тоа што ќе го кажа, тоа е тоа. Оценувањето е слепо, односно блиндо на само со шифрирана мостра, така да после тоа ќе ги видиме резултатите кој што ќе добие и како ќе влезе. Меѓутоа факт е дека од година во година имаме се подобар квалитет на ракиите. Која е целта на ваквите манифестации? Вие многу работа е ова, многу труд, многу организација, од 10 земји да се домакнат ракии до тука, да се спреми вака, да се донесат и луѓе, да се изорганизира. Што е крајната цел на вовкавиот труд на вашето здружение?
Па добро, прво со учество на наши членови на другите меѓународни фестивали се воспоставува таа соработка и со другите. Го видеа промоција на нашиот бренд на тиквешката жолта пред се, меѓутоа и на македонските ракијари, сите бидејќи како здружение ЖТАК, како македонски ракијари здружение. Значи ние освен лозови произведуваме и овошни раки. Така да едноставно на овие меѓународни оценувања ќе се одмерат силите, со нив се земаат искуства. Така да и затоа доаѓаат согледувајќи го се тоа доаѓаат и учесници од други земји. Од ова година има од Полска, од Словачка, од Унгарија, од Бугарија, од останатите претходни екс-ју републики. Така да целта е прво да се зголеми квалитетот, да се подигне квалитетот, а ова е надпреварување каде што нема големи дестилерии во рангот на тиквиш, не знам, меѓутоа се мали хобисти, мали дестилерии кои што сега со очекуваните законски измени кои што сакаме да ги направиме, да може да се произведува ракија како дополнителна дејност од страна на физичко лице, да исто ја ставиме во регуларни текови, да може да се легално да се пласира на пазарите. Бидејќи ние не можеме да влеземе на со 2500 литра на некој европски пазар, меѓутоа ако станеме тука препознатливи, ако тоа се да го ставиме во законски рамки, ќе добие бенефит и производител, бидејќи не мора тогаш да чека пред некоја винарска визба за откуп на грозје, туку ќе го преработи дали во вино, во дестилат, во ракија и го мултиплицира својот приход. После ваквите, по завршувањето, што со тие некои ракии што ќе се најдат со послаб резултат? Добиваат ли некои препораки? Едно од целите на ваквите оценувања и мотивот да учествувате, да добиете некаков совет на крај? Да, токму во оценувачко ливче има и графа каде што се даваат забелешки или корекции, или ако е крајно некоја лоша ракија, таа се дисквалификува, меѓутоа се даваат и совети. Бидејќи ние организираме и едукативни работилници со исто овие професори за заинтересираните, каде што можат да ги добијат совети, односно да ги професорите да ги откријат оние мали тајни на големите мајстори на кујната. Значи ракијата е традиционален производ, меѓутоа некогаш мора да се прати и науката, така да и такви нови сознанија и совети тие добиваат бесплатно на тие едукативни работилници. Основен услов беше до колку степени и дали мора да е препек? Па основен услов препорака на комисијата е да не се праќат мостри преку 45% алкохол. Бидејќи не знаме, тие оценени вајде преку 45% алкохол на делове и на сензорните на сетилата, така да оценувањето обично се до 45 нивна препорака е тоа, а се категоризирани во повеќе категории, од лозва бела, до 3 години обоена, над 3 години сливови раки, дуња, кајсија, круша и останати специјални раки, бидејќи имаме наплив такви на специјални раки. Ракија од сува смоква, ракија од и конопља дојде, за ракија канабис на мостра. И кои специјални такви пореки раки кои што се прават, а не се категоризираат во чисто овошни треварици, некои така тие и таква категорија има посебно. Тука се поготово застапени овие словенци се понапред во тие специјални раки, така да имаме таква категорија на оценување. Со само ваше видување, нашите раки и лозовите на тие меѓународни надпреварувања, да речеме во Србија, во другиве земји околни балкански, како се котираат? Одлично. Значи, овие 3-4 години кога почна да се промовираат на меѓународни фестивали во Хрватска, во Словенија, во Босна, насекаде, сите наши членови добиваат многу високи, големи златни медали. Еден од наши членови претходно беше во Аптин прогласен за апсолутен победник. Претходно друг еден член во Словенија исто беше прогласен во категоријата, зборувам за лозови раки. И токму лозовата ракија како бренд жолта лозова ракија стана препознатлива. Да речеме во Србија до пред 3-4 години поим за лозова ракија беше црногорска бела ракија. Кога почна нашите членови да учествуваат на овие фестивали, на тие фестивали на превари јадни се луѓе ќе помина тука, ќе дегустираат, ќе пробат, прво не беа, значи прашува што е ова што пиеме лоза, како може лоза да биде жолта? Па може лоза барикирана, така да стане препознатлива. Сега ги имаме тие информации, бидејќи сме често присутни таму, така да нема веќе ресторан или кафане каде што нема и не се бара тиквешката лозова жолта, бидејќи тиквеш е капацитет кој што може да го задоволи тој пазар. Меѓутоа, благодарение на учеството на нашите членови, токму на сите овие надпревари, нашиот бренд тиквешка жолта стана препознат навсекаде. При оценувањето на една ракија, што се оценува кај неа? Кои карактеристики се земат во предвид за да се каже некоја ракија дали е добра или лоша? Pa ovako, nekako nos je, čini mi se, jedan od najvažnijih organa za procjenu. Vi već kroz miris možete dobiti utisak o toj rakiji, koliko je ona kvalitetna, koliko je dobro urađena, koliko u sebi ima onoga što se očekuje, ono što je pozitivno i dobro i onoga što zapravo ne želimo imati u rakiji. Znači, preko mirisa dobijamo taj prvi utisak. Sljedeći modalitet koji se procjenjuje, to je
je taj osjećaj u ustima, znači kad se rakija stavi u usta, naravno to se ispljune, za ocjenjivača ne dolazi u obzir da progutaju rakiju, jer je to onda već poslije par se gubi pravi dojam o kvaliteti. Kažem, kada se ispljune rakija, taj osjećaj koji ona ostavi u ustima se procjenjuje. Znači, procjenjuju se svi nedostaci ukoliko ih ima, odnosno traži se ono šta je kvalitet, šta je dobro u toj rakiji. Еден член на комисија, доколку може ракии да дегустира, колку му треба пауза, колку му требат пропратни работи како млеко, кашкавал, да го неутрализира тој вкус, колку треба, нели, pretpostavljamo ocenuvanjeto je vo 2 dana, така nekako. Da, bit će 2 dana, pa u biti to je toliko subjektivno, ali individualno. Svako zamor čula je individualna stvar, ali nekako do 20 u jednom setu, do 20 rakija se ocjenjuje, nakon čega se uzima pauza, ali poslije svakog uzorka se ispiraju usta mineralnom vodom, običnom vodom, neko koristi mlijeko, jabuka je jako dobar čistač usta i, kažem, nakon 20 uzoraka se uzme malo veća pauza, tako da bi neka norma bila nekih 60 uzoraka za jedan dan. Сте имали искуство до сега да правите дегустации на ракии од Македонија, лозови ракии, кое е вашето мислење генерално, како поднебје, дали произведуваме добри квалитетни ракии? Da, imala sam priliku i vjerujte da svaki put se obradujem kad dođu makedonske lozove rakije, jer zaista ima proizvođača koji rade vrhunske rakije, koji osvajaju nagrade na međunarodnim ocjenama kvaliteta. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. До следното јавување имајте пријатно неделно попладне.